Добро, во ред. Благодарам за репликата подпредседателе. Благодарам за излагањето на колегата Фадил. Во потполно, во најголемиот дел се сложувам со тоа што го искажавте вчера, бидејќи вчера се задржавме до отприлика 1:45 часот по полноќ, така да не е лошо да знаат граѓаните дека овие реплики се продолжеток од утринава. Што може да кажам врз основа на она што вие го кажавте, а тоа е дека останува фактот дека ова е чист пазар. Ние од Димитар Ковачевски, извршителот на Артан Груби, не слушнавме ниту збор, ниту за разрешените министри, нити збор, а камоли два, за овие министри кои ќе треба да се гласаат за некој ден од сега. Поради тоа, значи, останува фактот дека тој не ја прави ова коалиција, дека оваа коалиција е наметната коалиција, односно е направена од страна на хартија вице-премиерот Артан Груби, во стварност премиер на Република Македонија, и како што многу пати до сега кажав, Димитар Ковачевски е само еден нем извршител. А поддршка во тоа господинот Ковачевски има и од пратениците на СДС, дел од нив кои деноноќно дежурат по 4-5 до 6 пратеници, додека например Груби, неговите пријатели од ДУИ седат дома, си прават пари, прават криминал, за кој ќе зборувам и беше зборувано, и јас ќе зборувам во еден од наредните говори. Така да ова коалиција е како кога ќе отидеш на пазар да купиш некоја подобра кола и на крај купуваш некоја стара 20 годишна кола. Тоа е исто така и со оваа коалиција, затоа што од 72 пратеници кои ќе ја поддржат, како што кажува, испадна дека е истата приказка 64, барем за сега. Благодарам.